Во местото Порој Тетовско се одржа вториот екипен турнир во рамките од првенството на Македонија во бокс. На турнирот помеѓу останатите учествуваше и боксерскиот клуб Баргала од Штип. Боксерите на боксерскиот клуб Баргала настапија со пријавени 13 боксери, од кои зедо учество само 5 боксера. На ова второ коло од екипниот шампионат победи извојува Мартин Стојчевски во категорија до 75 кг и Димитар Ташков со до 91 кг со нокаут во првата рунда, додека Мартин Алексов, кандидатот кој е за состав на репрезентацијата на Македонија, боксуваше со Ибраим, исто така стандарден репрезентативец, направија добра борба, меѓутоа сепак одлуката на судиите беше 2:1 во корист на Ибраим. Додека Кадриев, исто кандидат за состав на репрезентацијата, боксуваше нерешено со боксерот од Скопје во една добра борба, може да кажем и исходот беше реален од страна на судиите. Традиционалната боксерска ревија Златен гонг, која е една од најславните и најстарите кои се организираат на европскиот континент, и годинава ќе го привлече боксерскиот крем од Европа па и од светот. Првите со подготовките на македонските репрезентативци беа закажани да се одвиваат во Охрид. Како и секоја година, така и оваа година Златниот гонг е на програмата по повод ослободувањето на град Скопје во техничка организација на боксерскиот клуб Скопје и организатор е Боксерската федерација на Република Македонија. Да напоменам и тоа дека минатогодишниот јубилеен Златен гонг беше еден од најсилните златни гонгови, така што и оваа година продолжува истата традиција. Уклучена е Агенцијата за млади и спорт, со организација на Боксерската федерација на Република Македонија се повикнати доста силни репрезентации, со исклучок на Куба која минатата година учествуваше. Тука се Украина, Русија, Србија, да кажем доста јаки силни земји. За составот на репрезентацијата на Република Македонија оваа година ќе настапат 8 боксери, и тоа боксерите Сулјеман Исак од боксерскиот клуб Тернипе, Лескоровски Саше Охрид, Бојан Ристевски Охрид, Серхан Мемедов Скопје, Кадриев Мухамед Баргала, Алексов Мартин Баргала, Ташков Димитар исто боксерски клуб Баргала, исто тука и боксерот Фатлум Жута од боксерскиот клуб Сидни од Струга, додека боксерите Вели Мумин и боксерот Примислав Димовски, кој имаше повреда на сега завршеното светско првенство во Баку, Азербејџан, каде е повреди клучната коска. Настапот на овие двајца најискусни репрезентативци и од кои највише очекуваме на овој Златен гонг, сега нема да настапат на овој гонг, бидејќи како што напоменав, повредата на Примислав Димовски, и тоа исто и повреда има и боксерот Вели Муми, така да оваа репрезентација ќе бидат предводени од Димитар Ташков и Фатлум Жута како малку поискусни боксери во составот на репрезентацијата во однос на останатите репрезентативци. Да кажем и тоа дека подготовките кои беа планирани во Охрид, бидејќи немаше доволно услови во Охрид, истите подготовки се пренаменија во Штип и од денес поточно ќе започне првиот тренинг во 17 часот во салата на боксерскиот клуб Баргала, каде што репрезентативците ќе се подготвуваат со помош на моите помошни тренери Денков Александар и Илија Младеновски. Кога започнува гонгот, во кој временски период ќе се одвива? Па гонгот ќе започне 11, 12 и 13 ноември, односно после медна недела. Како и да е, Златниот гонг полека но сигурно се враќа на старата слава, кога на него доаѓа и настапува неголемите боксерски звезди од поранешна Југославија, поранешниот Советски сојуз, од Куба, од Франција и многу други светски боксерски велесили.